Ви благодарам. Она што се случувало на клиниката за онкологија не е случајно. Веројатно има генеза, меѓутоа и во многу ситуации нештата што се случуваат се во директна корелација со амбиентот. Не можам да не забележам дека вие за мене, господине Бекировски Роберт, сте еден од најрелевантните извори на информации, зошто заради должината на работата како поранешен директор и како актуелен заменик директор, односно заради континуитетот. Тоа е првото. Второ, не можам, колешки и колеги, а да не забележам дека кога ги гледаме личностите што биле или се, обично се посега по институтот веде директори, што не е случајно, ке препознаеме меѓу нив и такви кои претходно биле и на други функции. Тоа е она што јас го нарекувам ротирачка, вртелешка или рингишпил, во кои тешко доаѓаат до израз оние кои се дел од една институција, од една професија, кои зад себе имаат успеси, кои зад себе имаат CV и респект, туку лесно ке препознаете партиски и политички обоени луѓе. За жал, тамо лежи за мене проблемот не само во онкологија, туку и во целото здравство, туку и во целото општество. Погрешни луѓе на право место. Оние што не спиеле, оние што учеле, оние што страдале заедно со пациентите, оние кои се радувале на лековите и слично, сигурно ќе бидат посветени на професијата. Оние кои се на погрешно место затоа што некој лидер или некој политичар ги назначил, нема да ја чувствуваат таа институција како своја и нема да си го повторуваат Хипократ дење ноќе. Сакам да ве подсетам само на нешто на линија на она што и ве праша Рашела. Значи, кога го читаме законот, многу убаво во членот 5, став 18, пишува дека вие сте надлежни за, како прв човек или како втор човек, за инспекцијски надзор над лековите и медицинските средства. И впрочем, прашањето на мојата колешка беше на таа линија, бидејќи ако е тоа ваша надлежност, тогаш ние најмногу информации можеме да добиеме од вас за тоа. И второ, во следниот став 19, дека имате не само право на инспекцијски надзор над лековите и медицинските средства, туку и на субјектите за производство, промет на големо и промет на мало. Затоа ние ве молиме постојано, доколку и не сте ги доставиле сите релевантни документи заради докази, заради евиденс, значи да ги доставите, не за да можеме да имаме нови докази за обвиненија, не сме за тоа, туку за да можеме сликата да ја разјасниме. На оваа линија, моето прашање е многу кусо и се однесува на биолошката терапија, бидејќи со неа интензивно се занимаваме во комисијата. Значи, моето прашање е колку пати и кога сте ги или се испитувани лековите за биолошка терапија, за секоја веледрогерија или за веледрогериите. Зошто? Бидејќи во таа надзорна функција што мене ми е во главата, врзана за малмет меѓу останатото, значи влегуваат особено и лековите за биолошка терапија. Да, благодарам. Благодарам, професорка.